Се ситни рокот до кога граѓаните треба да дадат отчет пред даночниците и да ги достават годишните пријави. Управата апелира да не се чекаат последните денови. Обврската да се заврши во спротивно се предвидени казни. Во Бизнес 365 и за новитетите во работењето на државната статистика. Гледајте не. Крајниот рок за доставување годишна даночна пријава во најблиската даночна канцеларија е 15 март 2017, а пријавата може да се испрати електронски преку пошта. Даночни пријави треба да поднесат сите оние кои освен приход од плата или пензија имаат и дополнителни примања. Метеж пред шалтерите на управата за јавни приходи. Уште 2 дена остануваат до истекот на крајниот рок 15 март, до кога даночните обврзници треба да ги достават годишните пријави. До сега се пристигнати 320.000 пријави, најмногу се поднесени во Скопје. Како по навика и покрај апелите од даночниците се чека последниот рок. Има неколку дена до крајниот рок. Зошто не поднесовте порано? Па има уште неколку дена, баш заради тоа. Има ли многу гужва? Се чека денес многу? Па не, брзо се. Годинава се очекува над 420.000 граѓани да поднесат годишна даночна пријава. Казната за ненавремено или неподнесување годишна даночна пријава изнесува и до 1000 евра. Пријава поднесува секој кој во 2016 година остварил приход покрај плата и пензија по основ на награди, кири и авторски права, договор на дело и дивиденти. Гостин во Бизнес 365 е Мухадин Авдич, раководител на секторот на услуги на даноците и даночните обврзници при управата за јавни приходи. Авдич, кој и зашто треба да поднесе годишна даночна пријава? Физички лица, резиденти на Република Македонија, кои во текот на 2016 година оствариле приходи по разни основи, имаат обврска да поднесат годишна даночна пријава до 15 март 2017 година. Под терминот резиденти на Република Македонија се подразбираат оние физички лица кои што живеат во Република Македонија или престојуваат на територијата на Република Македонија 183 дена или повеќе во 12-месечен период. Приходи кои што се пријавуваат во годишната пријава и се оданочиви согласно Законот за персонален данок од доход, представуваат личните примања, како што се платите, пензиите, приходите од самостојно вршење на стопанска дејност и така натаму, потоа приходите од имот и имотни права, односно издавање под закуп на движен или недвижен имот, приходите од авторски права и права од аудиторска собственост, приходите од капитал, капитални добивки и други приходи што ги предвидува Законот за персонален данок од доход, кои што се оданочуваат. Кои приходи се ослободени од пријавување? Право да не поднесуваат годишна даночна пријава имаат оние даночни обврзници кои што во текот на 2016 година оствариле само приходи од плата или само приходи од пензија или приходи од вршење на самостојна стопанска дејност, но не остваруваат други приходи, или даночни обврзници што остваруваат приходи од вршење земјоделска дејност, а се оданочуваат според паушално утврден приход. Доколку овие лица покрај еден од наведените видови на приходи остваруваат и други приходи, пример, ако некој пензионер остварува и приходи од издавање под закуп на движен или недвижен имот, остварува во текот на 2016 година, значи приход по два основи, тогаш во годишната даночна пријава има обврска да ги искаже двата вида на приходи, односно има обврска да ја прикаже и пензијата, но и приходот од издавање под закуп на движен и недвижен имот. Исто така, во Законот за персонален данок од доход предвидува и приходи кои што се ослободени од оданочување со персонален данок од доход, и тие приходи даночните обврзници имаат право да не ги искажат во годишната даночна пријава. Тоа се да речеме приходи од работни односи, како што се дневници, надоместоци за теренски додаток, надоместоци за одвоен живот, волонтерите што примаат надоместоци до пропишаниот износ со закон, потоа надоместоците што се примаат за социјална помош, значи од сферата на социјалата, детскиот додаток, приходите остварени од продажба на собрани лековити билки или шумски плодови,
Во Законот за персонален данок од доход во член 6 има 28 наброени приходи кои што се ослободени од оданочување и даночните обврзници немаат обврска да ги пријават тие приходи во годишната даночна пријава. Како тече поднесувањето на годишните даночни пријави? Искуствата од претходните години покажуваат дека најмногу метеж на шалтерите на УЈП има пред истекот на рокот. Како е годинава? Последниот рок за поднесување на годишната даночна пријава е 15 март 2017 година. За жал и оваа година, како и во претходните години, гужвите се создаваат во последните 5-6 дена. На територијата на општина на град Скопје, Управата за јавни приходи отвори уште еден дополнителен шалтер само за прием на годишни даночни пријави и тој шалтер се наоѓа во дирекцијата за големи даночни обврзници, тоа е зградата до ССМ во центарот на градот. Исто така годишната даночна пријава може да се поднесе и во канцелариите на регионална дирекција Скопје, како и на во даночниот шалтер во општина Чај. Управата за јавни приходи има и мобилни даночни шалтери, тоа се комбиња кои што се приспособени за да извршуваат одредени функции на Управата за јавни приходи, така да и во овие мобилни даночни шалтери граѓаните може да ги поднесат годишните даночни пријави. Распоредот на движењето на мобилните даночни шалтери е објавено на веб страната на Управата за јавни приходи и граѓаните може да се информираат во кој ден каде ќе се наоѓа мобилниот даночен шалтер за да може да ги поднесат годишните даночни пријави и во мобилниот даночен шалтер. Што покажуваат податоците од претходните години, колку граѓаните електронски поднесуваат годишни даночни пријави? Годишните даночни пријави може да се поднесат на повеќе начини. Првиот начин е можат да се поднесат во хартиена форма во сите канцеларии на Управата за јавни приходи и во мобилните даночни шалтери, како што напоменав. Исто така може да се поднесат и препорачено по пошта и може да се поднесат по електронски пат преку системот на Управата за јавни приходи е-даноци. Но за да се поднесат во електронска форма годишните даночни пријави, физичките лица треба да поседуваат дигитален сертификат на токен. Во претходните години, односно во 2016 година, за приходите остварени во 2015 година, поднесени се некаде околу 2500 годишни даночни пријави во електронска форма. Какви се прогнозите за годинава? Колку граѓани треба да поднесат годишни даночни пријави до крајниот рок 15 март? Во последните години тенденцијата се зголемува за поднесување на годишни даночни пријави, така да граѓаните се доста дисциплинирани во однос на пријавување на своите приходи. Управата за јавни приходи очекува во 2017 година да се поднесат околу 420.000 годишни даночни пријави. Очекуваме до крајниот рок, односно до 15 март, сите граѓани да си ја исполнат својата обврска. Какви се санкциите за оние кои нема да исполнат својата обврска кон УЈП до крајниот рок? Секој материјален закон предвидува и одредени санкции за оние даночни обврзници кои што не се дисциплинирани. Така да и Законот за персонален данок од доход предвидува глоби за даночни обврзници кои што нема да поднесат годишна даночна пријава или ќе ја поднесат годишната даночна пријава после утврдениот рок во законот. Глобите за недисциплинираните даночни обврзници се движи од 100 до 200 евра во денарска противредност. Уште 2 дена до истекот на рокот, кој е вашиот апел до граѓаните? Сите физички лица резиденти на Република Македонија имаат обврска да ги искажат своите приходи во годишната даночна пријава, па така еве ја користам и приликата уште еднаш да ги подсетам и да ги повикам сите даночни обврзници физички лица да се исполнат својата обврска и до 15 март 2017 година да ја поднесат годишната даночна пријава во Управата за јавни приходи и да ги искажат своите приходи што ги оствариле во текот на 2016 година. УЈП се повеќе се фокусира на електронското работење. Колку компаниите се навикна на овој начин на работење? Системот е-даноци е создаден уште пред некоја година, така да правните лица, скоро 99% од правните лица ги поднесуваат сите пријави или сите извештаи што имаат обврска да ги достават до Управата за јавни приходи, ги поднесуваат во електронска форма. Што покажува инспекцијата на терен? Кои се најризични сектори за плаќање даноци? Па Управата за јавни приходи врз основа на своите анализи ги прати сите гранки во индустријата,
така да од година во година се менува и тоа прелевање на ризичност од една гранка во друга гранка. Вообичаено беше во претходните години најризична гранка да е градежната индустрија и затоа Управата за јавни приходи направи соодветни измени во Законот за данокот на додадена вредност, каде што го воведовме пренесувањето на даночната обврска, односно така популарно наречено reverse charge, каде што извршителот на прометот ја пренесува обврската кон нарачателот на прометот. Така да на тој начин, односно тие промени во Законот за данокот на додадена вредност допринесува за помала евазија на данокот. Ви благодарам за гостувањето во Бизнис 365. Ви благодарам и вас на поканата. Се повеќе се бараат советите од ревизорските куќи при изготвувањето на годишните сметки, велат ревизорите. Се применуваат меѓународните книговодствени стандарди. Во наредниот период ќе се залага за формирање даночна професија по тиркот на европските земји. Од аспект на сметководствената регулатива големи промени оваа година нема, додека што се однесува до даночната регулатива, промените се континуирани, но и таму некои значени промени од аспект на Законот за данок на добивка не се присутни. Она што би сакал да го потенцирам од аспект на нас како ревизорска професија, како овластени ревизори, е дека се случува еден процес да сметковителите пред завршувањето на годишна сметка се почесто барат совет од ревизорите, што е еден добар процес. Тоа од една страна ја олеснува и нас работата, од друга страна им дава една поголема доверба на сметковителите во изготвувањето на финансиските извештаи, нормално и советодавна улога е тука наша, а ни олеснува и понатаму ревизијата на финансиските извештаи, така што за разлика од порано кога условно кажано ние бевме непожелни до 28 февруар во фирмите, субјектите кои што правиме ревизија, а сега се повеќе се барат совети, одредени ревизии, предходни, во периодот пред поднесувањето на годишната сметка, што е позитивно, пак и кажам, и од аспект на сметковителите, и од аспект на нас ревизорите. Би сакал да укажам една работа која што подолго време ја заговараме, а тоа е формирање или воспоставување на даночна професија во Република Македонија, како што, впрочем, во повеќето земји од Западна Европа е регулирано. Имено, ние спално збориме за годишна сметка, но треба да имаме во предвид дека годишна сметка е оној сет на документи кои што се дава во централен регистар. И тоа има чисто статистичка улога, од една страна, од друга страна е основ за изработка на даночниот биланс, кој што се дава во Управата за јавни приходи. Значи се работи за скроз различни документи со различна намена. Кој што ги изготвува кај нас, за жал, една професија, тоа е овластени сметковител, кој што треба да знае и стандарди, треба да знае и даночна регулатива, и тоа најразлична даночна регулатива, што, верувајте, не е лесно, не е едноставно, така што овие укажувања за воспоставување на даночна професија се работи кои што се во интерес како на сметководствената професија, бидејќи ќе се олесни дел од нивната работа, поголема сигурност за ревизорите, поголема сигурност за самите фирми од аспект на грешки или недоследно почитување на даночните прописи, но и предност од аспект на самата држава, односно Управата за јавни приходи, во поглед на пресметката правилна и навремена на различните видови на даноци. Македонскиот статистички систем е рангиран на 30-то место во светски рамки. Во истражувањето на националните статистички институции на 173 земји во светот во минатата година. Оценети се опфатот и отвореноста на националните статистички заводи. Официјалната државна статистика во 29 области од сега ќе биде достапни на мобилна апликација. Во интервју за МТВ најави директорката Лидија Костовска. Со неа разговараше Сузана Фиданска-Стоевска.
Иначе од месец Евростат го реализираше оценувањето на државниот статистички систем. Кои се првичните резултати? Разговараме со Лидија Костовска, директор на Државниот завод за статистика. Колку е отворен пристапот во светски рамки на официјалната статистика на државава? За 2016 година рангот на статистичкиот систем на Република Македонија е многу висок. Значи, ние се наоѓаме во светски рамки на 30-то место со вкупно 57 бодови. Ова окажува дека е направен во последните 2 години голем напредок во работата на статистичкиот систем. Обезбедени се голем број на податоци, пристапот до истите е далеку полесен и поприфатлив, и категориите во кои што се цени пристапноста и покриеноста на статистичкиот систем со податоци се категориите во социјални статистики, економските статистики и статистиките на животната средина. Во секој од овие економски категории имаме повеќе области кои што се ценат. Тие помагаат податоци да се следи како се имплементираат програмите за развој во сите области во државата. Значи, нашето 30-то место во светот не е само битно на тоа, поради тоа што сме напреднале повеќе од 25 места во однос на 2015 година. Битно е дека во регионот на Јужна Европа, во рамките на сите 13 земји каде што спаѓаат и Шпанија, и Португалија, Италија, Малта, Грција и така натаму, Македонија, односно статистичкиот систем, се наоѓа на 6-то место. Последниве година и пол-две нашите подготовки пред се предизвикани заради партнерското оценување дадоа резултати и во оценувањето и скокот на местото на македонската статистика во светски рамки. Има ли првични резултати испорачани од Евростат и некои евентуални препораки? Секако дека има првични резултати кои што представниците на официјалниот статистички систем во Република Македонија има можност да ги чујат од самите независни експерти на Евростат. Меѓутоа, она што е легалната процедура за усвојување на таквиот извештај и оценувањето на статистичкиот систем е потребно да помине определен период и дури потоа од неколку месеци разгледување во рамките на Евростат ќе може тој извештај да биде објавен и на нивната веб страница. Сепак, од наш аспект, ние можеме да бидеме многу задоволни од самото спроведено партнерско оценување, кое што опфати околу 350 прашања и сите области во развојот на државната статистика од аспект на испочитувањето и исполнувањето на критериумите и 15 принципи од кодот на праксата на Евростат. Она што би можеле да го кажеме како наше искуство е големото задоволство што успеавме пред независните експерти да ги истакнеме сите наши активности и унапредувањата во нашата работа, во создавањето на нови методологии, создавањето на нови статистички индикатори. Сејата недела ќе биде промовирана една мобилна апликација, значи на паметните телефони ќе може да се следат податоците на државната статистика на дневна основа. Апликацијата за мобилната телефонија, значи за Androidот и за iPhoneот, која што ќе даде можност директно преку оваа апликација на дневна основа да се следат сите менувања на 29 индикатори од сите области на статистиката. Од овие 29 индикатори, 27 индикатори ги подготвува Државниот завод за статистика, а 2 индикатори ги подготвува Народната банка на Република Македонија. Ние ќе бидеме среќни и задоволни, бидејќи на овој начин корисниците на статистичките податоци и оние кои што произведуваат податоци, а се од полза за Државниот завод за статистика и за целиот систем, ќе можат многу лесно и едноставно да имаат увид како се движат состојбите во дадените области. Кои активности ќе следат во наредниот период во рамките на подготовка на програмата за 5-годишното работење на Државниот завод за статистика? Во 5-годишната програма која што треба да се донесе наредната година за работа на Заводот за статистика и на сите останати релевантни носители во тој официјален статистички систем, ќе имаме можност да преку панел дискусии, тркалезни маси, работилници и така натаму, различни предавања, поблиску ја доближиме работата на Државниот завод за статистика, ги оцениме нивните потреби за нови податоци, за спроведување на нови истражувања или пописи и така натаму, како би можеле што повеќе да ги
дадеме нашите производи до крајните корисници со оглед дека е тоа и крајна цел на Државниот завод за статистика. Во таа насока ќе ја имаме поддршката и на меѓународната заедница, со која што верувам дека веќе во почетокот на април ќе почне значајни настани. Можеби не е точно и да споменам дека во рамките на подготовките за 5-годишната програма и овие активности ќе се обезбеди и едукација за новинарите кои што ги следат показателите произведени во статистичкиот систем на Република Македонија, како преку работилници, семинари, така и на друг начин. Благодарам. Благодарам има. Гледавте Бизнис 365 на првиот програмски сервис на македонската телевизија. Бидете со нас и следниот понеделник. Пријатна вечер.